Добро вечер, Македонија, добро вечер, почитувана публика, добро дојавте во петочното издание на магазин со Томич. Моите 5 минути не можам да ги одбегнам, со оглед дека не е убаво да не ги спомнам случувањата во Македонија во ова измината недела, особено во градот на Штрковите, каде што решава за така наречениот извештај во кој се случи очекуван, тоа не е нешто, тоа е очекувано. Очекувано бидејќи знаете зашто? Самиот македонски народ, не целиот, бидејќи кој ќе рече македонски народ, тие што ден денеска и натаму се послушници на тие кои се представуваат патриоти, а покажат дека се вистински предавници, па се нервираат, немојте со таков квалификат. Па го видовте Фрчковски, искаче човек, место да се сокрие гувчешка дупка, да се праша каде се тие средства што ги злоупотребил, функцијата, редо и работи, и натаму осудува. Значи, знаете што, кога вие веќе добивате, тоа генерално зборам за сите, добивате тешки милиони за извршените задачи, од рамковен договор, од Преспа и така, натаму од бугарски, вие сте должни 24/7 како слипери, ви се јавуваат и морате да лаете као кучиња на злото или кучиња на војната, така ги нарекуваат тие смеќари. Од друга ситуација видовме што значи Македонија да имаш во срцето и душата. Нашата македонка, европратеничка, од Словенија, која јасно и гласно им утпати порака. Ајде режија, пуштите ја кратко да ја видиме што упати нашата македонка во Европарламентот. За да постои, на македонскиот народ не му треба ваша дозвола, но на вас да го признаете тоа ви треба честност, интегритет и храброст. Знам. Благодарам. Јас од се срце ти благодарам, докажа што значи Македонија и како да ја сакаш Македонија. За некого овдека почитувани е рај, на земјата е рајот. Си живеат како сакат, не вере да речам и богови се. Јадат што сакат, живеат кај што сакат, возат што сакат, капитални инвестиции имат огромни, за разлика, другите се во Дантевиот простор, да не сакам многу тој зборали пеколот. Зошто? Пак вие почитувани, јас, вие и сите, кои сме послушници и веруваме на вистината. Се со едно надеж дека има некој светло тој тунел. Но како да излеземе од тунелот кога се ни се повторува? Не може никако еднаш кога ставиме стоп. Стоп на криминалот, на криминалците, на бандитите. Кога ќе профункционира тоа потекло на имотот и конфискација? Кога ќе профункционира тоа што јас се залагам 25 години од како постои гласот на народот и моите емисии? Тестовност, психолошки, да речам, не испит, туку еден преглед на сите политичари кои ќе трае 6 месеци. На 6 месеци да се обнови. Не знаеме кој раководи менеджира Македонија. И уште ова, ќе заврша. Вели дека Македонија е фикција. Не е вистина. Македонија реков дека е стебло со коремено систем. Почитувани, 25 метра археолошка географија. Ве моламе, подсетувам, вам ви треба постојана акцелерација. Некој да ве малце по увото мрдне, да не речем да ве двизне, да послушате и да знаете дека сте македонци не од вештачка творба од некоја лабораторија, туку со генетски потенцијал. 25 метра археолошка географија. Нема да најдете коски од бафало, од бизони и редови работи, као наши пријатели кои се 200 години држава. Тоа се наши стратешки партнери, ги почитувам. И ред други. Меѓутоа, од тоа е едно 10-то катница. На 10-то катница застанете пред една зграда, толку ви археолошката географија. И ќе ги најдете сите временски епохи. Значи, држава сте, народ, нација, култура. И затоа не дозволувате. Еви Ирена Јовева испрати порака до сите кои ја продаваат Македонија и ја наместија како на панаџур. Од друга ситуација ми стигна отворено писмо апел на македонската заедница во Србија. Најкратко ќе ја парафразирам, бидејќи ви интерес на времето, од председателката на Демократската партија на Македонија, госпоđата Маја Георгиева, која изразува големо разочарување од досегашното нивно ангажирање кон македонци, организирани во Србија, и која е низината партија, Демократската партија на Македонија е казната,
62.000 евра, сепак се пари, или не за лично околу 11.000 денари. Пари се пари, но меѓутоа зошто е причината? Им дишат во врат, оти се представуваат македонци. Ја да ја молам владата на Република Македонија, знам, господин Мицковски дава поддршка на заедниците. Не е тоа пример што беа поранешните, но господин Мицковски ве молам, вклучете се уште повеќе за македонците во светот. И конечно, македонците без нив, ние сме никој ништо, верувајте ми. Нула. И затоа, час поскоро, не само декларативно, туку во вистинска смисла на зборот, еве, гледате, јас жалам, телевизијата во една незавидна ситуација, немам техничка можност да воспоставам линк со светот, но, еве, се добронамерни луѓе кои сакат да помогнат и нова телевизија, и тој контакт да го имам со светот, пак да ги донесам македонците, да не ги заборавиме. Еве дека биде тој мој воведен збор, а вечерашната тема е многу сензитивна, интересна, која ќе го задржи вашето внимание. Барам еден джингл и се враќам во студијата. Останете со нас. Клучот на демократијата. Да, драги мои, вечерва ќе зборуваме за енергетската криза во Македонија, застојот на стратешките проекти и можноста за реформи, дали Македонија може да ја врати контролата врз својата енергија и да изгради стабилен систем. Затоа не пропуштете да бидете со нас во наредните 54 минути. Со мене и со вас е професор доктор Константин Димитров, експерт за енергетика. Добро вечер и добро вечер. Благодарам многу и добро вечер и на гледачите. Да, професоре, се случи еден убав настан после 2016 кога тотално почна тој проект за интерконекторот, меѓутоа дојде политички амбиент кој направи потоп, катаклизма, уништи све. Дури во една ситуација, ако ми дозволите, нивниот сопартиец или пајташ Стево Пендаровски вели, дали им врати мило за драго, кога пред да почне војната во Украина, рече, абе знаеле и заеби Ахмети дека ќе има војна Украина. Наместо да обезбедат ефтина струја, реагенси све, тие чекале да дрпнат и да украдат со еден збор. Дали вака треба да го дефинираме нашата енергетска ситуација и менаџирање со државата во тој сегмент, ве молам? Добро, проблематиката со енергетиката е повеќе димензионална, Така? бидејќи е навлезена во сите пори на општеството и бидејќи се изработува, се завршија така наречените стратегии за одржлив развој на Македонија. И јас реков дека ја некако како човек од минатиот милениум, тогаш сум растел и сум се воспитувал и образувал. Не сум се едуцирал, тогаш беше образование. Да се пошегувам на новокомпилираните зборови кои што ги користат нашите политичари, а многу често и јавните медиуми, превземајќи од нив. Не се, да се обезбеди на одржлив развој на нашата татковина има неколку елементи кои се неприкосновени и јас си ги споредив како јас што мислам по својот редослед. Прво реков, за да можеме да имаме одржлив развој, пред се мора да имаме земја. Така. Значи, ни треба да ја браниме таа земја. Ни треба армија, ни треба оружје. Добро, ај тоа ако го обезбедиме, ама треба да има луѓе. Без луѓе територија не се чува. И јас по еден мој напис на Македонија напишав, во моје време правење деца беше забава, а сега го сваќаат како товар и ќе се преземаат мерки да се помогне на младите домакинства, затоа што белата чума е присатна во Македонија, каде што веќе за негдека за тие 30 на години ќе се намали бројот на граѓани во Македонија за 10 до 20%, што е страшно.
нешто и тоа е веќе ни требаат луѓе. Продолжува следното, ако не речем ни треба воздух, макар да и тоа еве го загадуваме, ни треба вода. Без вода не се издржува повеќе од 5-6 дена. Значи, за да обезбедиме вода, мора да се размислува, да се обезбедува и после ќе се навратиме дека тоа е врзано и со енергетиката. Така. А ако имаме вода, пак не се живее, ни треба храна. И сега гледате како е врзано тоа. Ни треба територија, ни требаат луѓе, ни треба вода, ни треба храна. И сето тоа, ако се врзе, го поврза на некој начин, ете овој сектор енергетиката. Така. Енергетиката обезбедува таа вода, од таа вода да направи енергија со која што ќе ни го олесни животот и ќе ни обезбеди да работи индустријата, плюс таа вода што ќе ја зафатиме, ако ја зафатиме, ќе обезбеди наводнување да се произведе храна. Греото е во денешно време Македонија да увезува храна. Треба да обезбедиме енергија, да може да се пумпа вода, да се произведат продукти за орање, да има трактори, косилки за кои што ќе обезбедиме гориво и за тоа ни треба енергија. А по дефиниција земјоделска држава? Ете, гледате сите тие работи и вие го спомнате сега гасоводот, интерконекцијата. Тоа е еден енергент кој што ние го немаме, но веќе сме приклучени кон гасоводниот систем преку Крива Паланка, Така. тогаш се викаше тој руски газ и купувавме од него и беше знатно поевтин од денешните цени што се на берзата. Со новава врска ние добиваме потенцијално нова точка за снабдување со газ. Тија, значи во еден наш систем, одеднаш од две страни може да влезе газот и да обезбеди доволно количина, да го кажеме енергент, кој што може да го употребиме на неколку начини. Може да се користи во индустрија, во индустријските процеси, може да го користат домаќинствата за сопствени домашни потреби, а особено оние домаќинства кои што имат индивидуални куќи, кои што ги загреваат со сопствени котларчиња, да кажам малецки котли, кои што работат на течно гориво, дури и на пелети може биде, ако ги замени со газ, добива повисок стандард, полесно користење на тоа и веројатно и пониска цена во споредба со течното гориво. И тоа е еден енергетски сектор. Ама главното што го добиваме со гасот е дека може да се направат централи кои што ќе произведуваат електрична енергија. Да обезбедиме електрична енергија која што во овој момент 30% увезуваме од странство и ја плаќаме со парите од народот. Тие пари генерално ги обезбедува нашето стопанство. Така. За да даде плата на народот да може да плати таа електрична енергија. И не само тоа. Тие постројки треба да бидат така наречени когенеративни. За да разберат, може би некои од слушателите не го знаат тоа, да. Тие се постројки кои што во исто време произведуваат две форми на енергијата, електрична и топлинска. Со други зборови, во зимно време, тоа што ќе излезе од централата, што инаку би се фрлило, овдека се користи да се обезбеди топла вода за загревање на домовите. Тие се во топлификацијскиот систем. Денеска нашиот топлификацијски систем користи газ во котлари, а ако ги користи од ваква постројка, цената би била само 40% од она што сега се троши за купување и користење на газот. Така. И ако со иста количина газ произведете електрична енергија и топлинска енергија, се смалува и загадувањето на околината. Гледаме одеднашка, императив е да живееме во здрава средина, да имаме здрави луѓе, нашите деца да не бидат уште од деца разболени, ќе ги викаме имале загаден воздух, она, но тоа има. Полни со канцерогени честици. Има и канцерогени. Имавме случај, простете, за увозниците на мазут, со најштетниот мазут, канцероген мазут, кој наместо да биде
казнена одредба како што треба, тој добил од судот пас да се движи ни светот. Колку е, само една дигресија, колку е тоа сериозно за една држава, за еден систем? Само кратко ќе одиме токму за ова, што значи најава за... Това е, јас често го користам и тој збор дека е злочин кон општеството. Доволно кажано, кога некој тоа го прави свесно, само за чист, за чист профит. Тоа е злочин. А замижуваш, а 4.500 Па вајда не годишно... замижуваат, проблемот се ми е... полнат джеповите. Не, проблемот е што Македонија се уште не е ослободена од прегратката, би рекол, на октоподот 7 години што ја удави и осиромаши. Судството и обвинителството се успрега и сите такви капитални проблеми не ги процесираат за да се дојде до вистинското решение, да се каже тоа е злочин кон народот, злочин кон општеството. Сега јас зборувам она што е во енергетиката и во заштитата на животната средина, здравјето, затоа што, знаете, од сите овие загадувања, лекарите ви кажуваат да, само алергија е. Алергија е, сите се разболевме од алергија, наши деца уште неродени веќе имаат алергија, имунолошкиот систем им е ослабен. Сите штетни вируси победуваат добрите вируси и бактерии на некој начин, да не навлегуваме у секторот на здравството. Знаете го, тоа е проблемот, енергијата во сите сектори, да обезбедиме ли... Само замислите 3 дена да немате електрична енергија. Што ќе ви се случи дома? Особено ако живеете во висока зграда, ајде да не кажам, многу на 5 кат сте. Јас сум на 7 кат. Помислите, ама нека не ви работи лифтот, колку пати... И пумп водното. Колку ќе се качите пати до дома да купите нешто од продавница? Пешки? Се барикадирани. Значи ќе почнете да размислите, ама треба да носите, да не зборам, нема да имате вода. Водата со пумпа се качи. А ако е зимно време не имате ни грејење и те пумпите буткаат таа топла. Па не можете ни да уживате во телевизија, нема кој да ве гледа, тогаш, нели? Исклучено ви е оној првиот другар дома телевизијата. Да не збориме, еве, размислите што немате усиселач, фрижидерот не ви работи. Вчера збориме за тој, пред некој ден, пред 2 дена поточно, се почна тоа што се очекуваше, тој интерконектор да функционира, треба да допрва да тоа биде во функција. Од друга ситуација, председател на владата соопшти дека во официализирање на меморандумот за соработка со компанијата Казанџи Груп, која е светски гигант во енергетиката и заинтересирана за инвестиција од 1 милиарда евра. Како го дефинирате сето тоа? Се што се инвестира во Македонија е добро. Сега, ако бидејќи ги немаме сите информации, но идејата е дека дури според мене, она што е најлошото, онда од таа милиарда се рачуна околу 500 милиони да бидат ложени во такви когенеративни централи. Дали тоа ќе бидат 2 централи или една голема, ќе се дознае подоцна, но кај нас во техничкава струка веќе се поставуваат дилемите. Па ако ја дадеме на турците, зашто не ја дадовме на грците Сумит или Неос? Одма да расчистиме. Сумит или Неос, не збориме Чебрене хидро. Ово е за гасот. Ово е Казанџик, носи газ, 500 милиони да изгради термоцентрали, когенеративни, 500 милиони да изгради дистрибуција за распредел на гасот до домакинствата и особено до индустријата и новите енергетски објекти. Инаку за џабе го правиме ние тој гасовот, ако нема кој да го користи. Зашто кој ќе се направи тој интерконектор врската до Неготино, веднашка се зборува и се разговара со Србија, од Клечовце, тој кај Куманово, да се направи врска со Србија. Но тука веќе евентуално мал застој би бил дека Србија направи или размисли дека и треба
таа врска од Ниш до нашата граница, да направи гасовод. Тогаш Македонија станува транзитна рута, кај што ќе може да наплатува за транспорт на тој газ. Во меѓувреме тој газ треба да се троши. Казанџик што ќе направи? Ако направи, одма да кажам, таква централа, во што би се разликувала од она што беше со Митиленеос, кој што нудеше 250 мегаватна посвека. Таму беше предвидено 50 милиона да му се даде бакшиш за да влезе. Да му се даде простор да му го држуваме, да му го средиме и да мораме да да платиме и за произведена и непроизведена однапред предвидена. Митилинеос, така? Тој Митилинеос се беше, кој што на некој начин заради јавните приговори, да кажеме галама што направивме, се спречи тој штетен злочинечки договор. Штета нема некои кривични постапки за еден таков договор, но можеби ќе има некогаш за такви постапки. Овде како се прави, инвестираат и направат таква централа. Не даваме пари за него, моја гради, ама купуваме од него топлинска енергија. И таа е 40%, ќе биде само 40% од она што сега парите ги даваме за грејење у Скопје. Зошто да не направи? Така размислувам. Многу е добро ја да си ја направам со сопствени пари. Арно, ама сега да размислиме. Каде попрво да вложиме? Дали во когенеративни постројки? Дали да вложиме во изградба на Чебренско езеро со браната во Чебрен? Дали да вложиме пари во изградба на рудникот Живојно во рек Битола, да обезбедиме живот не само за производство во рек Битол, него за онија 3000 вработени таму на кои што треба после тоа да им размислуваме кај ќе ги пренесеме да работат ако се затвори рек Битола, а со тоа ќе се обезбеди централно снабдување со топлинска енергија на град Битола. Ќе ви набројам когенерација, па имаме да градиме Чебренско езеро со една голема брана или помала брана, па имаме да отвориме рудник, а да не спомнам, тука не може и брзата железница. Па ние ќе немаме толку луѓе да ги изградат ова во исто време. Но како И многу пари ќе треба. Како го дефинирате сепак, тоа е за поздрав што има желба да се направи споредбено со 7 години апокалиптично политичко неживење или артикулирање, а на штета на Македонија. Па тоа зборам, луѓе мои. Вели едно прашање, една колешка го прашува председателот на СДСМ Венко Филипче, дали ви пречи што сте сенка, ја векам црн облак, на Зоран Заев, што сите лоши работи вам ви се квалификуваат. Вика, па не мислам така. А дали, парафразирам, а како се чувствува министерот за одбрана и се молам? Како се чувствува министерот за одбрана што седи во групата на најмочните во НАТО? Па велам, професоре, интелектуалец, наистина не без куртуазност, да, среќен сум што сум со вас, еден, може да ми ретките од медиумите, што максимално дадовме поддршка околу таа аларма, што вика хрватите, врева што направивме да не дојде продажба на Чебрен и се тоа, да не бевте вие и вашиот тим, ништо. Меѓутоа, еве како телевизија, како медиум, навистина сме среќни што успеавме. Што успеавме да укренеме гласот. Ни една идеја, нити глас, што го викаат глас на народот, ќе биде замолчен ако медиумите не се придружат. Без медиуми тој глас во пустињата, како кажано, и заеднички тоа може да направи да не се прават лоши работи на товар на државата, за да се осиромашува и да се уништува иднината на нашите следни генерации. Морам само да докажам. Дали таквите политичари, професоре, кои вели го дадоа името со еден збор, и тоа мува не ги лази. Како истиот тој што од Берлин донесе Катери Ферман, тој е Фаршковски, само што медиумите не смеа да зборат. И тие се дел од абонирањето. За Преспанскиот договор се сеќавате кој рече so what? Зошто да не биде премиер Албанец? Се сеќавате? Тоа се се фикс мајстори за фикс идеи, одичени има такви проекти да ги извршат. И конечно, дали таквите луѓе ќе направат Чебрен, когенеративни централи, брзи пруги, што уште е ред проекти кои се за доброто на македонскиот народ. Видите, оние те направија.
направија да плаќаме по 30 на милиони месечно за гасната платформа во Грција, нити имаме врска, нити потреба за тој газ. И сегете не може да се потегне судска поступка за тие што го подпишале. Се знае, тоа беше Заев со неговата придружба техничка, и кога требаше да се откупи дел, барем да беше процент, да имавме собственичка структура, они само зема како плаќаме пари за можност да купиме, резервираме. Резервација сме платиле. И плаќаме секој месец, иако дури таа постројка не работи. Е во ремонт веќе неколку месеци. Што да ви кажам тога за таа гарнитура? Они сакаат да го продадат Чебрен, да го дадат, го спомнуваме неколку пати. Да. Таму исто беше неверојатни варијантни решенија, само да се замолчи. Колку за подсетување. Сите одлуки се носеа на 15 дена, кога требаше владата да се повлече, да има онаа преодна влада од месец или 2-3, колку беа дека да се одржат избори. И кога се донесе одлуката, и после кога требаше да се реши дека е Чебрен. Кога ќе ги видите сите тие тендери и после одлуките, сите се во такво време кога некои мислат на избори, не ги следат постапките, се донесуваат закони, и кога тоа ќе се обнароди, кога ќе излезе на виделина, и у цара Трајана козје уши. Така излегува тоа. Меѓутоа, ова се допредни гласови, ова е анализа, ова јавно збориме. Дали институциите треба да молчат, а се одговорни за вакви криминални дејања? Па ви реков, они се истото тоа. И донесени се уште у почетокот, па зарем ја треба да зборувам кога се избрани 80 судии, кои се сите донесени по список. Избрани се од собрание, имаат рок кој што по закон не одговараат за лоши решенија, не ги фаќа закон, што викаат народот, мува не ги лази. Тие што се обвинители, заедно се со нив си ги менуваат места џа судија или обвинител, и они се недопирливи, не можеш да го оптужиш, вика не се, освен сега дали е злонамерно се шири дека да се потегне процес за некој капиталец, треба да даде дозвола Кале. Јас не верувам дека е така, ама така се збори. А вие дали верувате? Јас верувам во тоа што бидејќи, знаете што, ние во старт, ова го зборам како новинар кој сум децени во мас-медиуми, имам и сведок сум на многу нешта што пред мои уши се збореше и гледав, видов лично со своји очи и уши, слушав какви се далавери се прават. Не се прават, ама велиме зашто не се потегне оптужба. Меѓутоа, тие се заштитени бидејќи имат задача кој треба да имплементираат. Веројатно знаете за процесот што беше за директорот на Регбитола. Ковачев, бегулјата, по бегулјата? Да. Тоа се знаеше веќе, да не кажам година дена, дека ќе има и истрага, има процес. Што не ја подигна, чека да му обезбедат време, да собере пари и да си се исели мирно надвор, да си ги јаде на мира средствата што ги земал, што ги поделил со фамилијата на Заевеве. Сега служаме јавно кажа за јагленот, кој што е купуван од Грција, тој што ја купувал, вика, јас го купувам, од Грција го купив од едните 30 евра, а фирмата на братот на Заев уште 35 евра, и кај нас се плаќа 65 евра тоа. Дали ќе има судски? Не, вика, се е договор, чиста работа. Чиста математика. И што да ви зборувам? Ние сега не збориме за енергетика, почнавме да збориме за политика. Меѓутоа, влага у контекстот без тоа не може. Не може, тоа е сврзано, као алфа и омега се. Дали можеме да имаме вака случај? Тоа јас го посакувам. Чебрен, галиште, мед произведено во Македонија. Што значи тоа? Да биде наш производ, наша инвестиција. Зборат многу фрлат дрва и камења по
кредитот, како да кажам, поддршката на кралството Велика Британија за 6 милиарди евра или 5 милиарди фунти за изградба на во неколку етапи, меѓу кои и брзата пруга, скока вика, абе вако и деловери прават, абе вако и јаванти, ово, она, меѓутоа еве завчера видовме 26 колку исправете ме банки или компании испратија писмо за намери или за работа. Добро, тоа не ме чуди и мене. Банките се заинтересирани да учествуваат, да своји средства да вложат, да на нив да влечат после камата. Ако они не ги извадат парите од банка, парите му власуваат у банка. Мора да му ги даде некому да му донесат профит. Ке се тепаат за тоа банките, тоа не ме чуди. Не ме чуди, затоа што има, вика, дури држава има гаранција дополнителна дека ќе се плаќа со кредитот кој што е обезбеден преку Англија. Така да тоа не ми изненадува, нити па премногу ме возбудува. Веќе има прашањето локацијата на брзата пруга. Дали ќе биде старата траса ниска, дали ќе се дига висока траса нова по течението на реката Вардар, Пчиња, таму во овој кањонот што е меѓу Скопје и Велес, затоа што тоа е веќе во колизија со претходните студии и истражувања за изградба на Вардарска долина, каде што се предвидени 10-12 хидроцентрали, од кои што 2 од нив се со брана, што ќе ја подигне нивото на водата. Кога има голема вода ќе ја задржи, еве на пример Велешката брана, може да обезбеди вода која што во летниот сушен период на овчеполието ќе му обезбеди живот, вода, за да може да се културата што ќе ја сеат да даде очекуван род, а не да биде сомелен заради сонцето. Ме разбирате? Без вода нема живот. А дали може две линии да решаме, исправете ме како да кажам, без да се уништи Вардарската, та идејата за Вардарска долина, која тоа екзистира деценија, исправете ме колку. И ќе се зборува за това, нормално. Треба да имаш идеја и мене ме праша колеги, вика, добро, кога е оптимално време да почнеме со изградба на енергетски објекти сега? Па ја викам, оптимално е пред 20 години. Добар одговор. Ама викам, а сега кога? Денес викам, и утре веќе доцна. Сега тоа да биде јасно. Секој ден што ќе го изгубиме во донесување решение со почнување на градба е загуба и ќе донесе дополнителни трошоци, бидејќи ќе го платиме. Секое одолжување во секторот, после го плаќаме. Нема поинаку. Мораш да обезбедиш безбедност. Не си суверен без собствена енергетска база, нема суверенитет. Затоа го рековме државата, одржлив разбој и суверенитет. Да има територија што ќе брани небото да го чува со собствен авион. Не да плаќа дали на Бугарија, на Италија или кому, да ни го чуваат небото, да има собствена војска, да има собствен народ, да има собствена вода за пиење, да има собствена храна за превојање, да има собствена енергија. Од сето тоа ќе направиме после она што најлошото, знаете, што колонијалното и неоколонијално и војните. Има овие војни што се така наречени прокси и вистински што се сега, кај што е секогаш од посилниот го напаѓа послабиот за да му ги земе ресурсите. Се работи дали е тоа нафта, дали е вода, дали е се тоа злато, дали се диаманти, дали се некои тешки метали или посебни минерали и најжалното, најтешкото интелектуалниот капацитет го дренираат. Ти обезбедуваш средства да подигнеш кадар, а он инвестираш во него, а он ти го презема. Затоа ќе му понуди кога не потрошил пари за него, може да му плати повисока плата отколку овде. Да. Професоре, во контекст на сето тоа е, значи, најтазен, најактуелно
е изградба на брзата пруга, коридор 10, што Британија во секој случај има интерес, ама не само интерес, и ние имаме интерес. Израчунати се бенефити околу 160 милиона евра годишно од карго транспортот, па тоа се пари. Дали треба од другата страна опозицијата, која јас велам, бе, сокрите се во глучешка дупка, бре, луѓе. Оти си направивте промена на специјален закон, кривичен закон, да си ги ослободите, да се само илустрирате. Место да се најдете таму кај што ви е местото, ви критикувате. Ние сите знаеме дека тоа е потребно. Сите го знаат тоа. Само сега е веќе критично тоа. Затоа што нашите комши, играјќи на нашата летаргија и борбата меѓу нас што се колеме ко жолти мрави, не бришат. Не заобиколуваат. Зборам сега за коридори. Да. Не зборам веќе она што ни се случува на политички аспект. Ама кој ќе те избришат од онака што можеш пари да земеш. Немаш коридор за железница, немаш коридор за автопат, фала Богу нешто, бидејќи ќе направиме коридорот 10. На коридор 8 те кочат бугарите. Гледате колку време наши ви има намера, не знам таму, ама тој не е цел. Вика цело е кога има се. Да. Ама ја нема западната делница што треба да оди кон Драч. Тогаш кој ќе се направи, треба да се направи и би рекле дури и НАТО би требал тука да инвестира. Тој има интерес, најголем интерес. Ама глед, они пак го остават ние тоа да го сносиме со наши пари. Жално, трагично, те искористува до даска. Да. Професор, Чебрен и Галиште многу ме интересира. И е влезен во тој проект, во таа калкулација од првата или втората транша да биде изградба од наша страна и да биде наш проект. Како го дефинирате? Дали тоа science fiction или... Да биде јасно за граѓаните. Ајде. Само да кажам дека тука не се работи за брана, се работи да се направи езеро. Се работи за езеро со 18 квадратни километри. Дали разбирате? Акумулација езеро. Да. Чебренско езеро, да не кажам како и Мавровско езеро, кој што ќе обезбеди живот, нов живот за таа околина. Значи ќе обезбеди стопански развој на таа зостаната Мариовска средина, да мрднат. Маврово беше запустен крај, денеска е ресорт го викаат, значи лето го има и зимски летен туризам и стопанисување. Зашто тоа да не биде и Чебренското езеро таму со истите, а ќе прави во исто време и струја. А во исто време ќе обезбедува за 5 години вода, може да обезбеди во најсушен период да има вода за наводнување на Тиквешко поле. Така. Еве го, тоа е Чебренското езеро, тоа е Чебрен. Сега меѓу техничките стручњаци е прашањето дали да биде 190 метра, дали да биде 140 метра, ако е 140 се прави уште една, но тука дилемите се и визијата. Така. Нека. Но целта е и моја желба, иницијативи од секојаш, Чебрен да го изгради Македонија. Велам да го изгради со собствени пари. Може ќе нема доволно работници. Зашто и градежниот сектор не е потрошен. И ако се тргне во исто време да се гради брза железница и Чебрен, ќе нема толку луѓе. Може да го веземе. Ама можеме да ангажираме. Ќе ангажираме. Може нема доволно специјализирана опрема. Или ќе купиме, или ќе земеме под наем. Значи, битно е Македонија да биде газда од старт. Нека биде 51% газда, ако има партнери што ќе влезат. Пари има, проблем е да ги вратиме, ама градбата на еден таков објект не е по 7 години до 8 и полење. И кога спомна премиерот 1,3 некој каже, тоа е веќе еден комплекс, тука не е вака, се прави Чебренската брана, се прави тука Орлов камен брана,
која што е потребна, зашто ова го прави реверзибилна за она вишок произведена електрична енергија во оние периоди на денот, од околку 3-4 сати, кога сите сончеви колектори произведуваат премногу кој што никој друг не може да ги прифати, ќе направат таму да се складира таа енергија. Значи, тоа е еден резервоар на вишок од произведена енергија кој што денеска се плаќа нула. Не може да, никој нема кој да го купи. Ако имаш на пазарот преголемо производство, никој не ти го купува. Значи, чувствувате, тоа е уште една таква придобивка. Го добиваме и тоа. Треба да се направи таа брана. Откој ќе се направи тоа, веднаш би се почнало и се доаѓа на еден чекор пониско да се направи друга третата брана. На тоа е браната Галиште. Да. Критики зошто се отвори ново министерство, оптоварување на буџетот, оптоварување на на финансиската потенција на народот, на сето, на сиромаштија. Еве нема пари за минимална плата. Значи, таа малициозност, таа перверзија во раскош е плафон. Но, еве, во контекст на сето тоа, Министерството за енергетика, според мене, е за поздравување. Не за вашиот став, али предпоставам, би сакал да го слушам вашиот одговор. И ушто ова, во Македонија, помогнете ми, малце сум во едно... Значи, имаме Лорандит, кој е единствен во светот, се наоѓа во Алшар. И само се збори, вас ве прашувам, со тоа што знам дека многу пати доаѓаат германци, французи, по едно-две куферчиња, ќе соберат тие камчиња, ќе ги изнесат од државата. Дали Македонија, не дали, Македонија е пребогата и од Бога дадено надарена и почастена со тоа што многу држави немаат. Дали во Министерство за енергетика се отвори во вистинско време и може да помогне на државата? А и вака погледнете од друг аспект. Бидејќи од едно Министерство за стопанство, кое што го има в едно време, се трансформира во Министерство за економија, во кој што се собреа 5-6 министерства, во кој што едно одделче беше и секторот енергетика. Од кога се направи такво министерство, не се направи никаков објект во енергетика. Да збориме понатека. Сега, кога имаме и настојувавме, сум настојувал, дека енергетиката, која што кога се погледне колкав обрт прави пари, колку има во секторот енергетика, заслужува да има посебно министерство за тоа. Да се грижи за развојот и да обезбеди за граѓаните да имат придобивки. Така? Со новиот закон за енергетика кој што е донесен, освен тоа што се исполнуваат предуслови што ги бара Европа, да, се посветува внимание на граѓаните. Има еден сектор кој што вели државата ќе води сметка која година колку ќе се гради, а до сега тоа беше кој ќе побараше дозвола во МЕПСО да гради сончев парк, ветерен парк. Дали ќе добие, дали ќе плати за да добие дозвола, сите добија. Имаме сега 1000 мегавати сончеви колектори во Македонија, а преносната мрежа не може дури да ги прифати, имаме проблеми. Значи, сега државата ќе дојде во тоа да на годишно ниво кажува колку може да се гради. Мојот од секога што го кажам и би бил предлог, ако се чуе, да се дозволува изградба на нови сончеви колектори, панели, единствено на покривите на домакинствата и на стопјанските организации. Затоа што со тоа, секое домакинство, барем 30% ако се добие бесплатна енергија, за 30% му се намалува трошокот за електрична енергија, а остатокот од тие 60 или 70% па ќе добие уште некој денар поеќе, ќе го превземе државата. И ако добиеме ние изградиме такви постројки на ниво на Македонија, едно 200-300 мегавати, што не е ништо во однос на 1000, па тогаш не мора државата да инвестира во нова постројка од 200 мегавати, граѓаните полојно вложиле свој пари. Така. Ова е победничката варијанта да се направи, се надевам државата и законот донесе, има, така дека се дозволува и ќе се стимулира така наречените провајдери
Просјумери, сгрешив. Production, consumption, тоа е. Да. Значи, што е работата? Добивате победничка варијанта. Во исто време у градот произведуваш енергија, не го загадуваш. Најчисто. Јас, да, се на почеток до госпожата Сања Божиновска, и исто таа била нападната од сите можни 4 страни од компасот, за незиното работење и сомнежи и така натаму. Меѓутоа, еве по делата се препознаваме, се разбереме. Од друга ситуација, имаме тука потенцијал кој знае, умее, но дали треба тука да се инкорпорираат и други лица, како советници, како главни стобови или како да ги наречам, во рамките на ова институција, кај што би можело уште по-позитивно, уште повеќе да има фидбек. Добро, видите, Министерството за енергетика има неколку сектори, што е добро. Таму има сектор за енергија, сектор за енергетска ефикасност и клима, има сектор за газ и горива, има сектор за рударство и минерали. Гледате, направени се таму веќе стратегија за рударство, за тие минералите. Направен е законот во енергетиката. Според мене мал застој може има во секторот за енергетска ефикасност, но не мора да се прав. Секторот за газ, еве влегува Нома, се прави интерконекторот, може со Казанџи енергетика и газ се прави. Сето тоа, значи има позитивно движење. Прочитавме дека во Министерството е формиран совет и таму видовме дека има 15 колеги кои што се назначени вајда од министерката. Потека и министерката има советници нејзини кои што... Дали сте вие таму некаде? Не сум јас таму член. А зошто? Па нема потреба, има млади луѓе. Знаете што, јас сум за младоста, меѓутоа искуството си го покажува своето. Не, еве, дам пример, една дигресија. Не случајно вакво писмо, не е вакво, тоа е за респект, не доаѓа кај некои кои се насадени да бидат одговорни, нека не ми замерат, али со право ќе кажам. Диаспората е стожерот на една држава. Денеска на мојата адреса стигна писмо, отворено, од македонците од Србија, пред некој ден од Словенија. И да не ги редам. Значи, имам потреба да кажам дека македонската влада, се надам дека ќе има слух, мора веднаш да ги инкорпорира и умовите и искуствата. Да се разбереме. Тоа зборам и за вас. Ја вака го кажа за да ве предизвикам. Точно е, ја не сум ангажиран, нити платен, нити имам надлежност, нити ништо. Но сум активно вклучен во сите, не баш во сите, ама во голем број во случувања, затоа што па ја на еден конкурс на UNDP имам една добиена задача, каде што комуницирам меѓу Министерството за животна средина, Министерството за енергетика, владата. Тоа се вика еден оние документи што ги спрема државата, а тоа се двогодишните извештаи за напредокот, па националниот извештај за загадување, за што го имаме планот за енергија и клима, двогодишни, тригодишни извештаи. На некој начин јас сум тука како еден ангажиран на база на конкурс меѓународен да бидам водички технички консултант. Водички технички консултант. За поздрав. Да, значи нема. Јас комуницирам, се слушаме, но не сум ангажиран во работен однос, финансиски или било како. Професоре, без куртуазност, јас во тоа ќе кажам, вашата заслуга се и професорот Тунтевски беше со вас и заедно бевме. Значи, вие сте тие стожери кои и вистински бранители на македонскиот национален Сија сакаме земјата. Интерес, да. Ајде малку околу интерконекторот. Зошто интерконекторот со Грција наречен патот до гасна слобода?
Зато, видите, ние го имавме досега, но беше ограничен. Добро. Се постави оној проблем. Ако некој се сеќава пред година и пол, кога бугарите малку цкани уценија. Добро. Кога сака зголемија, као за нас и за Србија, дополнителни 10 евра или како беше да се плати за секој 1000 метра кубни што се пренесува природниот газ. Со оваа нова врска нас ни се овозможи да имаме потенцијално снабдување со газ од два извора. А тоа е една сигурност во случај едниот од технички причини, политички причини да биде затворено, второто ќе функционира. Значи тоа е голема работа. И уште ако се оспособиме, тоест ако се оспособи врска со Србија, тогаш имаме можност дури некогаш од нивните резерви па да повлечеме и назад, ако се предвиде да биде двонасочен тој гасовод кој ќе го имаме кај нас. Дали со Македонија станува незобиколен фактор или останува само продолжен цевковод? Пред кога падна проектот руски, така наречен руски ток додикон преку Варна, додикон Австрија, кај што е распределителот, веќе кај нас го користат тој нивниот англиски збор hub, распределител на гасот. Но и тогаш излезе варијантата дека ќе дојде преку Турција, ова што е сега тој така наречен ТАП, да биде и руската линија и ќе поминеше да е тој од ТАНАП од Азербејџан, од Шах Дениз 2 што го зима гасот. Така тоа беше наречен гасовод Никола Тесла, беше проектиран да помине низ Македонија, низ Србија, Маѓарска, доди во Австрија, кај што е распределителот. Го срушија, зашто ја уште тогаш пред 10 или 12 години реков нема да ни дозволат, НАТО нема да дозволи да влезе тука руска инвестиција, а тој газ да помине. А тие си користеле руски газ? Тој нивно на еден конгрес во Бугарија, беше го кажав јавно, и се согласи и другите, не можат сите три страни НАТО да ти пушти тоа. Ја реков дека е проблематично и оно што го баре Кина, да гради Кина брза пруга. Низ Македонија? Па еве да збориме на работа. Јас гледајќи го дека кинеска инвестиција, зашто тоа нели почна од Маѓарска до Белград, да, ма не само тоа. Треба од Белград цела да Грција е руски и кинески капитал. Каде? Пиреа и реди тоа. Тоа е врската, требаше Европа со Пиреа да се врзе, затоа што тоа е кинеско пристаниште е Пиреа. Они сакаат да кинеска собственост. Па добро, американците знаат. И они се НАТО, и они се Европска унија. Тоа е економска војна и тука се оправдани тие средства. Го блокираат, ти си купил тоа, ама не ти давам да се поврзеш. Каков пат на свилата. Не ти дозволувам да ја поробиш ти, да ја ослободиш тие земји, со ти им даваш инвестиции. Што им направија со Панамски канал? Зарем да зборуваме на така. Нема милост во оваа економска војна. Меѓутоа, видовте дека францускиот Емануел Макрон замина кај Путин, после 3 години замрзнување комуникација, меѓутоа му згусна и се стретна. Значи, економската ситуација нема тука. Русите и американците воек на војната си правеа НАТО и го дај ми го. Тоа е друго, ама видите. Дали може Македонија да направи како французите што имат со Медитеранската унија, тоа се државите од Северна Африка, си имат соработка на го дај ми го. Зошто Македонија не може со Кина да има таа соработка? Имаме. Да можеме. Имаме, ама малку. Вентилчето е малку пуштено. А може ли да се направи и Вардарска долина, прочитав една анализа, и да, еве, кинезите, условно речам, го направат тој коридор 10? Се може. Се може да се направи, треба само да решиш, да сакаш и да си упорен. Се може. Да направиш и Вардарска долина, и брза пруга, и коридор 8, меѓутоа, да не ти прават... И нуклеарка после 10-12 години. Се може.
Да. И треба да се мисли така. Меѓутоа треба да немаш антагонизам, треба да имаш единство во вистинска смисла на зборот. Еве ги вашите Треба дома да се ги решиме 3 проблемите. минути ваши и одговор на наслов на нашата тема енергетски колапс, надеж, каде сгреши Македонија и како да се спаси. Повелете. Рековме, доцниме 20 на години во секторот за енергетика. Немаме енергетски објекти кои што можат да обезбедат квалитетно снабдување со квалитетно безбедно. Квалитетно значи и со она да ги исполни напонот на сите 3 фази да биде. Затоа што имам јас гарант дома кај моите деца, едната фаза 160 волти, не е 220. Значи ме разбирате, квалитетна. Тука е проблем Евана. Евана не инвестира во надградба на системите дистрибутивни колку што би требало, веројатно и во трафостаниците. Тоа е еден посебен проблем. Тука е еден посебен проблем со плаќањето на тие што ги рековме просјумерите. Начинот на плаќање нивно од производството на електрична енергија. Убиени се сите, немаат економски интерес да постават колектори, затоа што пресметката е по така наречен аритметички пат, тоа за експертите го кажувам, а не векторски, и не сака да го применат тоа Евана, а нашата регулаторна комисија не ги ни принудува, ама ќе биде. Значи, Да не кажам политички, ќе биде. Ќе се направи. Идно време од глаголот, Чебрен ќе биде македонски, според мене. Може да биде произведен во Македонија? Па, ја имам чувство, настојам да биде македонски и некако, ајде да кажам, убеден сум дека ќе биде македонски и ако не се потрошат пари за социјални потреби и ред други работи, јас сум убеден дека едно делче од средствата, бидејќи зградбата е 7-8 години, ќе може да се управува со тие средства, да се раководи 100 милиони годишно, да се вложуваат во изградба на тоа езеро, Чебренско езеро, со изградба на висока брана, со што ќе обезбеди едно езеро 18 квадратни километри, а ќе има акумулација на 900 милиони кубни метра вода. Ниската брана, што е не дека 140 метра, има само 300 милиони. Значи од 140 до 190 се добива оваа голема количина. И кој ќе размисли, ако ја направам, дали ми е потешко многу поеќе пари да направам од 4 ката куќа уште 2 ката 6, или да направам една куќа 4 ката и една куќа 2 ката. Подобро ми е вака. Зашто некои идеи се тука 140, а имаме скочивир 50 метра, ама овдека се тие 140, 190, добивате голема количина вода на едно место, поголем капацитет електричен, и живот за тој нов живот, нова шанса за тој дел од Македонија. Професоре, многу ви благодарам што бевте Благодарам соговорник. што ме поканивте. Да сме живи и здрави. Јас сакам со љубов и почит, амин. И јас да сме само живи и здрави, ќе дадам се од себе да го доживеам, да го видам тоа Made in Macedon или произведено во Македонија, Чебрен и Галиште. Драги мои, енергетскиот сектор е клучен за развојот на секоја држава. Разбирањето на проблемите и пронаѓањето на решенија е прв чекор кон подобра иднина. Ви благодариме што бевте со нас. Следете не и во наредните изданија на ова ваша емисија Магазин со Томич. Бите живи и здрави и ви посакувам убави мигови во наредниот викенд. А со тоа чувајте се. Видовме дека имаме високи температури, па големи промени. За вас метеопатите ве молам, у кои сум и јас, внимавајте на вашето здравје. Ве поздравам мојата екипа, Кристина Томич, мојот продуцент, Владимир, Срđан и Благоја, кои ве беа цело време со нас и дада се од себе. Одиме со моите одевни шпици, нашите, и ви посакувам пријатна вечер.
на демократијата.